Кампањата Фер туризам започнува со пријавен доход, ја спроведува Управата за јавни приходи и е наменета кон сите физички лица, односно граѓаните кои остваруваат доход од издавање на недвижен имот, станови, апартмани, вили, соби, независно од временскиот период за кој што го издаваат, дали е подолг или пократок временски период, тие се должни да го пријават доходот кој што го остваруваат и да платат данок на личен доход. Пријавувањето се врши електронски преку е-даночни услуги, каде што граѓаните кои што не скенираат фискални сметки и се уште не ги користат услугите на Управата за јавни приходи, се должни да креираат свој профил, а доколку веќе тие скенираат сметки, ги користат нашите услуги, доволно е само да се логираат и да ја пополнат пријавата за закупнина. Најчесто поставувано прашање ни е во однос на странските дигитални платформи Airbnb, Booking, Kayak, Facebook, дали и тие подлежат на оданочување. Да, и издавањето преку странски дигитални платформи и остварување приход од закуп и подзакуп подлежат на оданочување, односно и тие лица треба да платат данок на личен доход. За доходот остварен од краткотраен закуп, односно пократок од 31 ден, електронската пресметка се поднесува најдоцна до 10 во месецот кој следи по месецот на издавање. Додека доколку се работи за странска платформа, пријавувањето е до 10 во месецот кој следи по месецот на исплата, а закуподавачите доставуваат аконтативна пресметка на ЕПДД. Доставените електронски пресметки ги одобрува службено лице на Управата за јавни приходи и откако ќе ги одобри, самиот систем генерира рекапитулар со налог ПП53 за кој граѓанинот треба да го плати данокот на личен доход. Данокот на личен доход мора да се плати најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец. Кампањата Фер туризам започнува со пријавен доход, се спроведува за да се обезбедат фер услови за сите даватели на сместување, да се спречи нелојалната конкуренција и да се придонесе за развој на туризмот и подобри јавни услуги. Која е целта на кампањата? Што сакате да постигнете со оваа кампања? Целта на кампањата е граѓаните да имаат јасни и навремени информации, да работат даночно согласено и да ги избегнат санкциите. Со фер пријавување на приходите се создаваат еднакви можности за сите даватели на сместување, а со плаќањето данок се обезбедува поддршка на локалниот економски развој. За полесно исполнување на обврските, Управата за јавни приходи подготви брошура Фер туризам започнува со пријавен доход, каде што граѓаните може да се информираат што е закуп и подзакуп, кој има обврска да пријави доход, како се пријавува, закупот преку странските платформи, рокот за пријавување и рокот за плаќање кој што претходно веќе разговаравме за него, оданочување со ДДВ за услуги на издавање на имот и фискализација. Исто така на YouTube каналот на Управата за јавни приходи имаме видео водич кој што е достапен на граѓаните, како и калкулатор кој што ни е нова алатка да можат граѓаните полесно да го пресметат данокот на личен доход кој што треба да го платат. Секако за помош и поддршка секогаш на располагање стојат и даночните службеници во сите организациони единици на Управата за јавни приходи низ земјата, како и нашиот контакт-центарот на Управата за јавни приходи. Што предвидува законот за оние кои нема да плаќаат, а заработуваат од туризмот? Кои се оние одредби? Законот за данок на личен доход пропишува глоба од 50 до 250 евра во денарска противредност за сите физички лица кои што остваруваат доход од закуп и подзакуп, а истиот не го пријавуваат.